Минатата година беше доста успешна. Тоа значи дека она што сме го направиле треба да сме задоволни и да не продолжиме со уште посилно темпо и понатаму, но ако направиме една споредба посебно со изминатата година, со претходната 2014. Бројот на вработени во технолошко-индустријските развојни зони на крајот на 2014 беше речиси 3500 луѓе. Минатата година таа бројка беше близко до 5000, што значи 1500 нови работни места беа креирани во слободните економски зони, но уште повеќе беа видливи резултатите на економската активност на компаниите. Пред се извозот и соработката со домашните компании. Извозот минатата година достигна бројка од 1,5 милијарди евра, и тоа е зголемување за околу 26-27% со претходната година, што е една навистина многу респектабилна бројка на зголемување на извозот, но истовремено и соработката со домашните компании. Веќе во процесот на работа околу 500 домашни компании активно соработуваат со компаниите во зоните. Пред неколку дена Ванхул кажа дека само во нивнијата мрежа на добавувачи се околу 150 компании, и овие компании се од различни дејности. Пред се тука се прво целиот процес кога се носи одлуката за инвестирање. Тука е прво архитектонско биро или архитектонски компании кои сето тоа треба да проектираат. Тука се градежни фирми. Тука се фирми кои се занимаваат со кетеринг, фирми кои се транспорт и логистика, осигурувачки компании кои го осигуруваат имотот и лицата, но истовремено и фирми кои, што значи дека физичко осигурување на самите компании, и можеби најважно од се, тука се компании кои стануваат добавувачи. Добавувачи во почетокот прво на делот опремата, и ќе ви кажам еден пример. Во случајот на Джонсон Мети, компанија од Кочани изработи едни специфични големи тенкови што се поврзани со сите тие хемикали кои Джонсон Мети ги користи, и вредноста на тие производи кои беа продадени на Джонсон Мети локално ниво во двете фази беше над 8 милиони евра, и врз основа на таа соработка тие станаа глобален добавувач за Джонсон Мети. Значи на нивните 16-17 локации во целиот свет, директно компанија од Кочани одеднаш стана глобален добавувач. Тоа е навистина нешто што да не бил Джонсон Мети, воопшто таа соработка немало да постои, и голем број на други компании. Актива од Штип, која директно изгради целосна фабрика за потребите на шасиите на Ванхул, Унипласт, Струга и голем број на други компании. Така да ако ги гледаме тие директни и индиректни бенефиции, сметам дека минатата година беше доста успешна.